Специјално јулско издание на вашата милена емисија Давид на прва. Јас сум на вистина премногу расположен покрај тоа што се дружам и ова вечер со вас, нашите најдобри гледачи на прва скопска телевизија. Посебно сум расположен затоа што се дружам со мои искрено многу драги пријатели. Следниот сум снимал многу емисии, миленикот дефинитивно на македонската нација, пред се голем хуманист, одличен човек и многу одличен музичар и пејач. Еден и единствен Ненад Вржалски. Ненад, добре дојде во Давид на прва. Добре, најде, како ме усрамуваш кога ме представуваш, алал да ти. Значи треба после да частам по една. Алал да ти. Добра е вака ке те најавам. Еден дечко, облечен во црно, кој е пред се одличен пејач, Ненад Вржалски. Човекот кој што дефинитивно секој ден не смее со неговиот уникатен и посебен хумор, рапер во секој случај, кој што јас би го замолил во текот на ова вечер да ни отпее нешто, некој негово парче кој е рап. Одличен човек, гласноговорник на многу теми, на граѓански теми, еден единствен Никола Поповиќ, такозвани Ниџо. Фала ви на поканата пред се. Чест ми е што сум дел од оваа емисија, се надевам ќе имаме добра забава како што имаш до сега. Бидејќи сум те ги гледал сите емисии. Фала ти. Фала ти. Ќе имаме супер дружба. Ништо не е до мене, дали јас завзимам 1% забавата, се до овие прекрасни гости, а вечерва забавата е дефинитивно загарантирана на прва скопска, затоа што имаме вакви прекрасни, јас би кажал слободно шоумени. Дечки, како сте? Никола. Па не знам се уште за подобар, се шалам. Супер сум, расположен, полн со идеи, како што кажа и ти, гласноговорник, нели, на народот, да кажам, што се вика. Различни општествено-граѓански теми, да. Све што не мачи околу нас, сите проблеми што ги гледам да ги преточам у хумор, иако не е смешно за плачење, меѓутоа трагикомедија. Меѓутоа во време кај што цело време плачеме, треба и малку да се насмееме и да живееме. Апсолутно си во право. Така да гледам да сум расположен цело време. Лиценците на повеќето клубови за жал се одземени, ја знаеме причината зошто. Ненад, каде можеме сега тебе да те најдеме, каде свириш? Па, искрено почнавме полека со настапи низ цела Македонија. Конкретно викендов сум повеќе приватно ангажиран околу венчавки, матурски, свадби, едно друго. Чаршија е доста застапено место за текот на летото, така повеќе туристичко место во Скопје, таму доста често настапуваме. Исто така на Рекорд, Бамбу, сега сме во преговори нешто за Јужна пруга, за некои такви локали кои што успеваат да опстанат колку толку во ноќниот живот во овој период. Инаку секаде, Гостивар, Битола, Тетово, Штип, секаде кај што не викаат, одиме, настапуваме, правиме така забави. Се трудиме секаде да ги расположиме и покрај тоа што моментално тешко одеше така да излезе забавата на површина. Уште е тешко. Да. Уште е тешко. Тешко е, се трудиме така, колку што можеме и повеќе хуманитарни настапи да правиме и така да се буди таа солидарност и хуманост кај луѓето, а покрај тоа и да се издигнуваме некако и да продолжуваме со позитивна мисла и со убав живот. Така е. Така и тоа што ти го правиш на вистина е за почет, ке зборуваме многу во ова денешно вечерно издание, но заедничко, како што кажав и во најавата за вас двајца и тоа што нели двајцата правите одлични нели шоу програми, ти со музика, а Никола со стендап комедија, но и ти некогаш си бил рапер. Да, тоа беше во средношколските денови, имавме еден многу убав период каде што се занимававме со музика, имав свое музичко студио, уште го имам. Меѓутоа сега ми е подспална, па не се знае кога ќе го воскреснам. Бидејќи реков дека никогаш нема да престанам со тоа. Ден денес си правам некој што се вика рап за во друштво или слично. Мислам не професионално, но тоа ми е како еден издувен вентил да искажам креативноста покрај видеата, така да си го оставам тоа поле отворено да ми е, бидејќи
не знам каде, мислам кога може повторно да се активирам и на тоа поле. Токму тоа сакам да го слушам, со цел да ти го поставам следново прашање. 8 години работиш логистика, ти си дипломиран правник, така? Да. Сега, морам да те прашам, зошто ти имаш 32-3 години? 32. 32. Зошто баш сега се одлучи да се вратиш на сцената? И со стендап, еве, слушам и со музика. Каде беше изминативе години? Види, не дека се криев или не знам што, не, можеби не Можеш си пробував. должил пари и се криел. Можеби не пробував доволно. Меѓутоа, нема да ти излажам ако кажам дека знаев дека еден ден ќе се случи ова што се случува сега. Мислам, не дека летам у облаци, а дека сум станал, не знам, популарен или слично, не се доживувам така воопшто. Меѓутоа, знаев дека еден ден ќе исплива на површина, дали преку видеа на крај памет не ми падна. Меѓутоа, секогаш сум го слушал тоа у друштво, на фамилиарни седенки, дека сум го утнал факултетот, дека сум требал на драмски да отидам, дека ти ја правиш забавата и слично. Така да, едно сосема спонтано седење на плажа го донесе ова, да кажеш да сум сега. 2024 година. Да, немам ни цела година, што се вика, сега ќе дувам свеќичка у јули. Па добро, сега сме јули, така да веќе треба да частиш. Не почасти ништо, но не почасти со твоето присуство во ова вечерешно издание на Давита Прва. Морам да ти го поставам следново прашање, кое што со голем апетит ќе го слушам. Дали твоите родители ти беа пречка во твојата кариера кога си бил помлад, еве да кажеме на мои години кога си бил, со цел рекле сине, тоа твоето не е професија, не можеш да екзистираш од тоа, работи нешто со кое ќе ти донесе парче леп. Не, напротив. Да? Да, јас да имам, мислам да имаат сите како што имаат моите родители и да ги поддржуваат децата во тоа што го прават. Можеби многу деца кои што имаат потенцијал креативно ќе испливаа на површина. Татко ми е исто бивш музичар, значи на времето имале рок-н-рол група, еден од поголемите успеси им бил е предгрупа на Бело дугме и слично. Така да, они ми го купија студиото, цел живот ја имам нивната поддршка од тој аспект. Како и за видеава сега, така и тогаш за музиката, бидејќи ние бевме поголема група каде што родителите на останатите деца им збореа дека правиме глупости, да не трошиме пари на такви работи, гледајќи си школа и слично, додека бев упорен. Јас гледав колку што можам тогаш финансии да си уложам, дали е тоа омот за албум или студиско снимање или слично. Така да од нив секогаш сум имал поддршката и ја имам цело време и во ова што го правам. Тој е на вистина за почит и браво за твоите родители. Предлагам сега да го видиме едно од посмешните видеа на Никола, па се враќаме назад. Да, Никола на вистина си одличен. Пред да го прашам ненате многу интересно, специфично прашање, последно видео кое го видовме, морам да ти го поставам следново прашање. Кажи ми, од каде се црпиш со инспирација и дали се соочил со хейт? Од типот на, дај што правиш, ово се глупости, кој си ти? Така. Со предрасуди еве дали се соочил? Види, инспирација црпам прво од кај мене дома, па после кој ќе искочам, дали сум искочил до маркет, дали сум отишол извод да извадам, значи, од секој слушам, да, мислам инспирација секаде има околу нас, затоа викам видео одлучувам само да направам тогаш кога знам ќе ми штракне у глава дека тоа е тоа, пошто имам милион идеи. Со хейт некако поише ги имаше на почеток, ама не во кузна колкава бројка. Поише се навредува нашите кои што живеат во странство и слично за некои такви видеа, кои што стварно беа у мал број. Што знае најчесто да ти кажат? Што знае, па не знам, мислам, знаеш како тоа се луѓе кои што навредуваат, не ми кажува ништо од професионален аспект, подобри се глумата или слично, значи глуп, селјак, лошар или некои такви работи, на кои што никогаш не одговарам. Мислам, сега не знам, треба да сум запиен па да знам да се одговарам или да се карам со некој, никад не им одговарам. И реално никогаш не допирале до мене, така да и нема да допрат. Ги сакам тие коментари, пошто и тие ми се некој вид на поддршка, да речеме. Меѓутоа повеќето се позитивни. Тоа мислам ме се радува. изфилтрираа некако и веќе ги снема и нив. Не знам дали се уште живи тие што
коментираат негативно, не шала на страна. Не треба да се пречка, напротив треба да се мотив, посебно кога гледаш дека навредуваат, кога ќе го видиш на слика тоа е некој дедо со внуците во раце, а највулгарно ќе те испсуе, така да можеш да видиш за каков човек се работи и нема потреба да коментираш. Така еве, баш Ненад ќе го прашам. Ненад, кој е твојот став за овие хейтери? Па, не знам, за разлика од Никола, мене ме допираат и може и тоа е, што знам, некоја формула за неуспех, кога те допираат негативни коментари, али генерално го поддржувам неговото мислење. Треба да се трудиш да не те допираат такви негативни коментари, такви врејања, а дека ќе постојат, од нив нема спас. Реално. Која е најголемата неправда вака која си ја доживел или најголемиот оној хейт кој те допрел? Па, што знам, има многу. Ете, такви некои коментари во смисол користи ситуација за да се рекламира сам себе или било што едно такви. Зборуваме за супорт кочени? Да, не ни сакам да навлегувам во таа тема, туку чисто онака сум влегол многу чисто во целата таа приказка и сакам да си остане чисто, сакам да се помогне на тие луѓе, не да се шири омраза, не да се зборува за, не знам, за трка, за пари или за било што, сакам да си биде тоа чиста и хумана акција за помош. Така е. И тоа ти навистина го направи од чиста, нели, свест, но морам да те прашам, како, не знам, ја ова не можам да го разберам, толку помогна, толку се бореше за народот и сега некој да се осмели да те навреди. Јас стварно не можам, тоа е абсурд. Не, генерално тоа, пак ќе кажам, нема бегање од тоа, секогаш каде што ќе има позитивни, ќе има и негативни коментари и едноставно, ете, како што кажа Никола, треба да се трудиме да игнорираме. Јас сум малце сензитивен човек, малку повеќе допираат, подлабоко допираат такви коментари до мене, затоа и малку се повлеков на страна, не тоа не значи дека не работам, се уште си издржувам целата акција најдобро што можам, само ете така малце медиумски се повлекувам од зборење околу таа тема. Да, те разбирам, но сепак ти навистина многу придонесе, затоа како што кажав во самата најава, ти си миленик на нацијата. Неизбежно е прашањето кое веќе знам дека е здодевно, но знам дека нашите гледачи би сакале да го слушнат, поготово по возрастната публика. Како настана идејата за таа иницијатива Супорт кочени? Тоа беше едноставно како наша морална обврска како граѓани и настана идејата одма после тој ужасен настан, одма после тоа ние сите граѓани се трудевме да помагаме секој на свој начин и на самиот ден на погребите се организиравме да направиме нешто централно, нешто генерализирано, за да можеме да помогнеме на секој поединечно од нив. И ете се уште приказката трае и се надевам дека ќе трае колку што е можно повеќе, додека секој од нив не застане на добра нога. И таму каде што има повреди и во оние фамилии каде што знаеме дека нема утеха, пошто изгубија веќе дел од своите најблиски, но мораме да ја дадеме некоја морална поддршка за да продолжат понатаму со животот, за да некоја позитивна мисла, некоја финансиска поддршка, некоја психолошка поддршка и се што можеме за нив. Најбитна таа психолошка поддршка, не може ништо да ги узрети тие за жал родители кои што изгубиле деца, но најбитна е поддршката и љубовта од народот, од сограѓаните. Сите заедно треба да го пребродиме целото тоа. Пак уште еднаш ќе кажам, не сакам веќе да не влегуваме во таа тема. Мило ми е што слушам секојдневно опоравување од повредените и нека остане тоа во нагорна линија. Се надевам дека еден ден секој од нив ќе ни се придружи на нашите настапи, на нашите свирки и дека ќе можеме заедно да уживаме и да пееме. Така е, тоа сите го посакуваме. Никола, потребно ли беше да се случи оваа трагедија за да се сплоти македонскиот народ? Морам да ти го поставам ова прашање. Види, кој ќе видиш, еве и се случи трагедијата, најлошо е што во вакви настани, окей, народот кој народ нормално секогаш гледал да помогне, дали станувало збор сега, дали станувало збор за некој да спасиме за лекување. Прашањето е
каде е државата тука, ајде народот тука помага, каде е државата која треба најмногу да помогне. Сега да не идам натаму, не сакам нели политика да коментирам и слично. Те разбирам. Бидејќи народот секогаш се сплотувал. Пак ќе кажам, дали тоа е потребни финансиски средства за некој да отиде на лекување во странство или слично, народот секогаш помагал и секогаш ќе помага. Ете, не знае поише колку во оваа акција се вклучија сите луѓе и помагаат дали на директен или на индиректен начин. Жално е што се случуваат такви големи несреќи, знаеш, за да не освестат, меѓутоа тажното е што не доаѓа помошта најголемо таму каде што треба да дојде. Тоа е целото прашање. Така е. Да кажеме надлежни органи во секој случај. Ох, навистина неубава тема која што како што зборуваме веќе сите, мислам дека цела држава тоа го зборува, ова е причината за да се сплоти, за жал. Тоа е апсурд. Во секој случај првите 5 секунди кога ти се јави брат ти и кога ти каже Ненад вака и вака. Како изреагира ти? Што помисли? Одма помислуваш на луѓето кои би можеле да видат таму таа вечер, на најблиските другари, на роднини, на пријатели, на било што. Помислуваш на секој од нив и јас почнав да пишувам на социјалните мрежи на секој од нив што се сети вечерта. И приватно порака, да. Да, приватна порака. Дали се добро, дали се биле таму или било што, тоа беше многу касно и некои од нив не ми одговараат, некои ми одговорија, одма ти олеснува барем дел, али до негде 5-6 часот сабајле почнуваат да излегуваат како постови, сториња од луѓе од што си ги бараат нивните блиски, што не можат да ги најдат никаде, бараат дали некој ги има видено во некоја болница, дали некој ги има видено некаде. И генерално веќе тука стана еден многу голем страв дека тие луѓе не можат да ги најдат во тој цел хаос и дека се најверојатно нели изгорени и не можат ни да ги препознаат. И тука веќе премногу ме фати и паника и страв и почнав и јас да објавувам такви постови. Ке се слушнеше за некој дека е пронајден, малци ти олеснува, другите, не знам, 15 постови се уште се бараат. Јас цело време објавував, цело време наредниот ден возев неколку пати Кочани, Скопје, се што можам да придонесам. Издржа. Па да, и тие неколку дена беше така. Прво се бараше начин за помош и транспорт и било какви ресурси што и требаат, потоа баравме луѓе кои што ќе ги пречекаат во странство, затоа што сите беа транспортирани некаде во странство, и потоа се деси целата идеја со Супорт Кочани. И така, јас тоа што си зедов за задача да излегувам по медиуми и да ја ширам целата приказка како не знам, како еден така би кажал портпарол на Супорт Кочани, и излегував и ширев. Што ете не беше лесно секој ден да се спремаш и за говори, да возиш и да гостуваш во сите можни емисии, но ете после тоа што го слушнав, се повлекувам и немам повеќе да го правам целото тоа, а и самото тоа што достигна Супорт Кочани е левел на сам свој медиум, каде што си ги објавуваме податоците. На Инстаграм профил. Да, Инстаграм и Фейсбук, имам и Твитер, и така целото тоа веќе мислам дека Супорт Кочани си е сам свој медиум, нема потреба од дополнително медиумско покритие, така да ете, јас си зедов за таа задача, многу ми зедова за лошо, ако мислам дека имаше некој начин како да ја шириме приказката, да не излегуваме по медиуми, нека ја сподели, ако мислите дека ете сум направил грешка. Од друга страна, постигнавме колку што можеме повеќе, се трудиме да постигнуваме уште повеќе и се надевам дека целата ова приказка ќе заврши колку што е можно подобро. Да, веруваме сите, нели сите сме полни со надеж кон сите тие семејства. Рече се повлекуваш, зошто? Не, се повлекувам само од медиуми и од зборење на таа тема, затоа и претходно кажав дека не сакам да навлегувам во темата. Јас мислам, да, добро. Да, не сакам да навлегувам во темата, инаку точно тоа ќе работиме и буквално ќе работам додека на секој од нив му има потреба од помош. Сите сме нели тука да помогнеме. Ќе ти поставам прашање, ќе затворам оваа тема.
кое што не знам дали до сега никој ти го поставил. Пред се ќе се извинам. Дали твој близок почина? Тоа често ми го поставуваат прашање и верувај дека секој од нив ми беше близок. Значи, Кочани е толку многу мал град, каде што секој со секој се знаеме, каде што секој со секој има пиено барем едно кафе, си има сретнато на иста маса на излегување, конкретно во истото диско. Така да, не постои дете, човек и било кој од нив кој што го загуби животот, не постои, а што не се познававме, што се немаме дружено, буквално сите се знам, на некој од нив дури им предавав во училиште и тоа е преголем хорор, преголем хаос, ќе треба многу време за да се преболи целото тоа. Да, ти си сепак и професор нели во средна школа. Ке зборуваме на таа тема, имаме една специјална направена рубрика, смешта баш на хумористичен начин, една рубрика за професор во средна школа. Има ли надеж за тие семејства, за тие деца кои останале без своји браќа, сестри? Надеж мора да има. Надеж мора да има. Убаво кажа отецот од Кочани Димитар, Да. кажа, нели, Кочани моментално може да го викаме мртов град и Исус беше мртов, Исус воскресна и Кочани ќе воскресне, Така се е. надеваме тоа да се случи колку што е можно побрзо. Организираме одредени настани затоа што и самите матуранти од школата, од двете школи средни од Кочани си ги откажаа своите матурски забави и ние како организација Млади за млади во Кочани организираме настан каде што сакаме да ги собереме тие матуранти, сакаме да им одадеме една забава, сепак и тие заслужуваат да си имат една матурска прослава, без разлика на се што се случи, мора некако животот да продолжи понатаму. Апелирам покрај тоа да продолжи и целата таа хуманост и солидарност што се случи, да не заборавиме на фамилиите и на луѓето и да им внесуваме некоја позитивна енергија, каде што едноставно ќе продолжат понатаму секој со својот живот, колку што е можно наполнувал. Би ве замолил за еден аплауз за Ненад. Фала ти, Ненад. Нема потреба да аплауз, тоа беше најмалку што можеме да направиме. Многу направи за самиот град, за сите тие семејства. Имаше ли некоја приказна, вака да ја кажеш за некое семејство, за нивната најголема трагедија? Не знам, за семејство кое што буквално те скршило со нивната приказна. Па имаше многу неколку семејства каде што изгубија единствено дете што го имаат. И буквално тие родители се скршени, тие родители имаат многу малку причини за продолжување со животот. Мораме да им даваме поддршка. Имаше една приказка каде што девојчето во трагедијата губи сестричка, таа е исто повредена и изгорена, а незината мајка пред некоја година ја убија, имаше некој таков настан. Да, таткото не знам, не биле во добри односи, не знам каква е приказката со таткото, што се случува со него, така да девојчето останува сама, без сестричката, без мајката и таа повредена. И тоа беше една од така потрогателните приказки. Уште одмах, само што го креиравме сајтот, ја ставивме, многу луѓе и ни пишаа дека сакаат директно на неа да помогнат. Се радевам дека им помогнавме и незе, дури директно ја поканивме во канцелариите да дојде ако има нешто да каже, да се обрати било што. Тоа беше така една од потрагичните приказки, али генерално сите 62 приказки, па и кај оние кај што има повредени, иако се надвор од животна опасност, сепак трагична е приказката кога го гледаш своето дете изгорено или било што. Едноставно е траума каде што ќе треба многу време за да се преболи. Така. Што би требало системски, Никола, да се промени во општеството за да не се случи, не дај Боже, повторно ваква трагедија? Па види, тоа е многу комплицирано прашање што не може преку ноќ да се деси. Мислам дека кај нас не може ни преку години, не знам колку години треба за да се смени свеста кај луѓето за да се прескокне она, јас знам, човек ќе ти среди, окей, еве ти одобрение,
ги исполнуваш сите услови за градба, немаш Врски. гајле. Да, така да тоа ни е многу длабоко вкоренато за жал кај нас. Мислам дека за брзо нема да се оправи, бидејќи еве да речеме ја гледав на настанот, баш тоа и со него го коментиравме како нешто што мислев дека државата ќе го реши многу брзо. Да речеме, мислам многу брзо од аспект на кој е виновник, зашто дошло до сето тоа, а нема да го разложи на 3 месеци или 4 месеци, бидејќи веќе ќе почне да речеме пазарот тука, нели, во наводници. И како што се случува, како што гледаме, а од друга страна, нели, уште се молиме и за помош на преживеаните кои се повредени, им треба, нели, баш сега нега и помош. Така да околу свеста има премногу да работиме и не знам, барем ја не сум некој оптимист дека во брзо време ќе се среди, бидејќи до сега не се покажало дека сме научиле нешто од некоја трагедија. Тоа е најголемиот проблем со нашава држава, со нашиот народ. Но еве Ненад ќе го прашам. Ненад, според тебе, какви системски промени треба да се направат? Кај нас се знае што е проблемот. Кај нас основните институции за функционирање на една држава не функционираат. Кои се тие? Правото, здравството и ајде да речам до некаде и образованието. Значи, тие три институции, би ги рекол, или фактори за функционирање на една држава мора да функционираат безпрекорно. Мора да се функционира, нели, на прво место самиот закон, мора да се почитува законот, да има казни за секој што не го почитува законот, а потоа исто треба многу да се инвестира во здравството, за ние пред се да бидеме осигурани дека не дај Боже ако се случи нешто и има кај да се подкрепиме, има кај да се излечиме и било што, и нормално се потекнува од образованието. Ако образованието не е како што треба, ниту еден полицаец, ниту еден доктор нема да биде на нивото на задачата. Так. Проблемот е и непотизмот, според мене, како едни од главните, нели, основни проблеми во наше општество, но со надеж за подобро утре ќе ја продолжиме вечерашната емисија. Така. Никола, првиот твој настап, стендап, кога одиш? Мислам дека беше во Девар Мала во Скопје. Да. Какво беше чувството? Ненад има 500 милиарди настапи, не знам ли ќе се сети на првиот, но еве ти на твојот прв настап. Адреналин, претпоставувам. Тоа е нешто што сакав да го направам многу одамна, ама ете, како што кажав, не се погодило, не требало да биде тогаш. И решив конечно да го скршам мразот. Не сакав премногу да го ширам. Тоа беше настан на кој што присуствувам околу 100 луѓе. Браво. Да, претежно најблиски, меѓутоа имаше и, нели, луѓе од надвор. Инаку мислев дека нема да имам трема и ќе ми биде се окей, се до моментот кога требаше веќе да се качам, нели, на бина и кога го земав микрофонот во рака. И тука веќе почна срцето да ми лупа као лудо и викам готово, ја и тек заборев и се. И меѓутоа на мое големо изненадување поминав многу добро. Мислам првите 10 минути се бев укочен, да. Текстот не ми беше проблем и некако го пробив ледот и беше одлично. Публиката имаше супер Прочита реакција. нека книга пред тоа? За жал не прочитав, пошто мислев дека ако земам една книга дека ќе прочитам цела библиотека и тогаш стварно ќе го заборавам текстот. Да. Меѓутоа правев уште еден настан после некој месец на истото место, тогаш прочитав книга и некако ми летна многу брзо тој настан. И еве може прв пат ќе откривам и кај тебе во емисија, спремам нешто поголемо сега. Дополнително ќе кажам кога и како, меѓутоа тоа ќе го направам со сите нишани, бидејќи сакам да видам малку поголем настан. И Арена Борис Трајковски. И тоа ќе биде кршење буквално на ледот. Така да ќе Ај бидеме да ми во откриеш. ќе бидеме во тек, па веќе работам на мојот прв голем настан. Океј, тоа ми беше прв помал настан да речеме. Меѓутоа Пред публика, така? Да, меѓутоа сакам да биде сега поголем настан со околу 250 луѓе Браво. публика и слично. Браво.
Работам уште на деталите, така да дополнително ќе кажам кога и каде, меѓутоа нека поминат летните одмори и слично, бидејќи сакам да сум стварно спремен, пошто мислам да сакам да се вложам максимум тоа и да бидам спремен 100%. Значи, пред есенските дождови, во септември ќе очекуваме од Ниџо некој спектакл во кој верувам дека и Ненад ќе има учество како музичар. Зашто да не? Така. Секогаш сум расположен. Ненад за пијарот. Барам што денар. Имаш процент за ова. Договорено. И те замолил за нашите гледачи по твој избор Да направиме некоја песна? да направиме фешта. Еве, може ли, Ниџо, 3-4 песни, некој микс да не направи Ненад? Так, 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 так. Може Да ни завезе, може? Ајде. Може, слободно. Ке почнеме од твојата омилена. Македонска, како ќе му дое? Метал песна, ако ми дадеш. Таа сакаш? Ајде, ќе почнеме од таа. Твој избор. Бам 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 бам. Ако ми дадеш, Ова песна ќе е биде посветува. се во ред. Дун, 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 дун. Ако ми дадеш, ќе биде се во ред. Точно. Го знаеш строфата? Не Гледам, стиховиш. стоја и се прегледам. Не знам дали е точно. Да, таа е. Зелена, зелена, дото мириса. Ако ми дадеш, ќе биде се во ред. Дам, 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 дам. Ако ми дадеш, ќе биде се во ред. Продолжи. Сега да кажам продолжи, ама ајде. Која сакаш сега? Твој избор. Овој круг сам смислио, овој круг сам створио. Овој круг сам развио и ветар рацуо. Ветар мисли, ветар зна, све што знамо ти и ја. Оме води, оме носи, оме разбија. Аха, аха. Као да сам уморан и као да сам сам. Као да е досадно и сувише да знам. Ветар мисли, ветар зна, све што знамо ти и ја. Оме води, оме носи, оме разбија. Аха, аха, аха. Хајде. Као не, као да, као забрана, као дозвола, као не, као да, као забава и као досада. Браво. Правилите смиксам со страната Рап, сега, не? нешто дали можеш? Еј, не знам што. Некој раперско парче, што сакаш Ненад, мислам дека ќе се најде во секоја улога. Освен во една. Ајде, Може текст да се отворам да се се прочитам? отвориш, бе. Да се отвориш. Ненад, ајде тогаш ајде ти да се свириме нешто И дека. повторно сам, чекам да се стемни, за да излезам, воздух да ме фати малку, јас да прошетам, да поседам. На некои места кај што не сум бил одамна, зашто не сум можел да ги поднесам. Сите слики што ме тераат да заплачам, кога на тебе и мислам, не можам. Вака умирам, не смеам, премлад сум тебе да те барам, еве паѓам мрак, ден е губам пак. Мислам да знаат, ми велиш, биди јак, биди она што не бев јас, кога требаше да собрам, земав пак. Во твојот поглед бе безгранично изгубена, за прв пат свати што значи да сум љубена. На мојот образ ногма една солза блеснува, срцево мое како Исусе воскреснува. Девојки, добри песни, јаки коли, мотори, ми беа мене во глава увртени. Па се вртев јас по нив бев многу. Дивно никој не ми е крив, тебе. Пијаници, бели клинти, наркомани, дилери.
Ти беа половина кој се покори, кој те учеа што се најдобри, стигна сите, а мене ме остави. Да те гледам како тонеш, како пропаѓаш, без да можеш Рака да ми поеш, а се од себе правев да ти помогнам по сите што те сакаат. Подобро де кој те тераше да продолжиш така. Мораше да завршиш со шприца во рака, зар не знаеше ти што зад грб те чека? И колку јако ти се враќа она скапо што се плаќа последна ноќ. Виното во рака, на улицата золи како пијани браќа. Изгресен се кон дома нас не праќа. Ти се подгаше, јас гледам нова звезда како паѓа. Знам кој е бандит, знам за модус оперант. Знам за живота не стани деца останати сами. Фрлени во отпадните канти. Таленти, Таму доле знам кој е бандит. Знам за бонус операнти, знам за живота не стани деца останати сами. Фрлени во отпадните канти. Таленти, таму доле Криминално досие, кога немаш кревет, немаш мирен сон. Тогаш ти си припадник на копом до туга си ладен. Животот во Скопје си бедови, од чекање во редови до клисање на... На минус 10 ми зградата и скалите. Позади таму доле стојат луѓе, не ги гледате, не плаши. Себе ден зими после полнок, уште повеќе се плашам, зашто нема кој на помош, одам сам. Патот ми е познат на кај дома, да одам. Слики тераат, солзите ронат, зашто не е лесно да си таму доле. Едно е да бидеш среќен, друго е да бидеш задоволен. Солзи море. Се само солзи море. Додека има срце, има некој што ќе ти го скрши. Запамти. Твојот поглед бе безгранично изгубена. За прв пат сватиш што значи да сум љубена. На мојот образ снова една солза блеснува. Срцево мое како Исус се воскреснува. Искрено, едно од како да кажам, чудните искуства на нудистичка плажа ми беше на Канарските острови. Бевме на Канарските острови и појдовме на нудистичка плажа, таму на една од најинтересните плажи на самите Канарски острови, на Тенерифе. И одиме таму и гледаме, знаеш, тука на почетокот не е нудистичка, дури таму на крај нудистичка и поминуваме тука и секакви млади, стари и се што едно друго, ама сите покупачи тука и како одиш податаму, гледаш како се соблечено и се голо. И одиме натаму и стигнуваме до нудистичката плажа и ние бевме некои си 10 души друштво поедини таму сите мажи и стигнуваме, ама уште покупачи, знаеш, се шетаме и како што стигнуваме на нудистичка плажа и гледаме дека уствари нема ниту една девојка, дека се мажи околу нас. И се вртиме и знаеш, и како што поминуваме и се полошо станува, само, нели, сите голи, само мажи и сите гледаат на ке нас, а ние облечени, знаеш, и сите гледаат на ние, поминуваме тука и едно време да се враќаме назад или да го промениме некако низ Рида да се качиме. Може тоа да беше гей нудистичка плажа? Да, уствари самото место таму Тенерифе го бие таков глас дека е така познато по LGBT, по такви работи. А ти случајно де ме котира? Не, самата плажа, инаку Канарските острови си се многу, како да кажем, и студентски настроени, и си има нели млади и се што си има и забава и кој сака во духот на одмор, кој сака во нешто друго, али конкретно таму беше опасно и не го знаевме тој детал дека ќе биде таму така. Се изненадивме и одма преку едно ритче, како плажата имаше, како пустинска плажа беше, се качешме нагоре и да не избегавме. Кога си видел згодна девојка нели на нудистичка плажа гола, морам да ти го поставам прашање, ако не ти го поставам, не сум јас. Дали се случила некоја промена на твоето тело во нагорна линија? Не, таму верувај таму дека не е во духот на такво нешто, не е во духот на еротиката. На еротика, не е во духот на секс, таму е значи едноставно да си одиш и да се опушти, да си уживаш, нема да ни на крај памет да помислиш да видиш, не знам, некое голо тело и да имаш таква мисла, не се дешава тоа. Верувај, ете, ќе поидеш ќе видиш дека нема такво нешто да се случи. Се случило некојаш вашиот живот да ви се додворува припадник на LGBT заедницата? Односно геј човек. Да. И како изреагира? Никако, само дадов до знаење дека не треба да го правите. Ти пиша порака на Инстаграм или? Не, за Г сме пати. Када?
Не знам, некоја диско беше журка забава. Во Скопје? Не сум сигурен, знаеш дека мислам дека во Скопје, да. Леле. Да. Изреагира бурно или? Не, културно само, нели, можеш со мал знак да му даеш за знаење дека треба да иде на следејчи. Ако тој следејќи случајно Ненад, Па, Ненад некој ќе како би говори. изреагирал? Не, реално доста често се дешава мене да ми пиши некој од некој геј било шо. Значи на почеток едноставно само блокирав и знаеш, ставиш на блок и тоа е тоа, али потоа е еден од како да кажам, подобрите другари мои, што е исто така геј, ми кажа дека не е тоа правилно, дека можеш само да му кажеш до знаење дека ти не си геј, дека ако сакаш да си бидеш пријател, може да останеш пријател, ако не, нека заврши тука комуникацијата. И почнав да кажувам, знаеш, така и така, не сум геј, траиш си ја среќата на друго место или било што. И баш го праша, викам, добро, викам, што е тоа, викам, што ги привлекува, викам, кај мене, викам, јас, викам, не се сметам себе за, женствен или било што да имам, викам, такви, викам, манири, викам, не се, викам, доживувам така себе си, викам, зошто, викам, викам, јас ги привлекувам. И он ново ми одговори, вика, ние, вика, геовите, вика, не ќе ми, вика, женствени, ние сакаме мажествени, вика, нас, вика, женственост не привлекува, нас не привлекува, вика, машко, нас не привлекува, вика, нешто, вика, кога ќе видиш, вика, како да кажам, различно, вика, од тебе, пошто, вика, ние сме, вика, така малце по-женствени, нас не привлекува, вика, спортивноста. Викам, добро, фер. Од друга страна, доста често ми укажуваат тоа, зошто толку многу се средуваш, се дотеруваш. Ја тоа го правам за сам себе. Тоа е метросексуалец и тоа не е ништо, тоа е најнормално нешто. Ја тоа нешто. го правам за сам себе. Јас сакам да си мирисам ново, јас сакам да се дотерам од дома пред да излизам. И ако некој тоа го гледа како нешто геј, не знам што да кажам. Што да кажеме, ние кои се, например, се разбираме во висока мода, ја негуваме таа висока мода. Нема веза. За жал се случуваме со многу предрасуди, тука сме Некако медиуми и вака како вие како јавни личности, инфлуенсери во секој случај да ги тргнеме тие стереотипи. Мислам дека тие го уништуваат се народот, а ако утре баш Се за баш оваа утре. тема. Ако утре се разбудиш покрај Зоран Заев, што би му кажал? Добро утро. Не знам што би му кажал дори. Мислам, ниту сум активен политички, нели ќе се замарам Како да политички. се разбуди покрај Зоран Заев. Ова е луда рубрика. Ова е луда рубрика. Ако не го сонувам се ова ноќ скај. Као кошмар. Што мислам у глава на човек. Не е ова политичка емисија, но сепак реков, ова е луда рубрика, се вика забавна рубрика. Апропо мабетот за нашиот поранешен премиер на Македонија Зоран Заев, полно ти го поставам следно прашање. Ако утре си премиер на Македонија, 3 до 5 промени кои би ги направил ти? 3 до 5 промени. Па да ти кажам, прво би го прочешлал образованието убаво. Ќе се фокусирам таа една промена, да речеме, од 3 да биде да го убијам непотизмот ако можам. Тоа под број 1. Под број 2 би се вратил 10 години уназад и тој што не одговарал кривично или било каква требал да одговара и се спасувал од тоа. Би ги затворил доживотно. И би се осврнил на кривичното право највише и би ги прочешлал сите случаи, да речеме, на педофили и убици и може би вовил смртна казна за истите. Интересно. Смртна казна во демократска земја на вистина е контроверзно прашање, но знам дека многу би те поддржиле во оваа твоја теза. Ненад, еве 3 до 5 промени, ако утре ти си следниот премиер на Македонија Ненад Бежалски. Да кажам, имам размислувано дека треба да се инвестира малце повеќе во затвори, да имат побови вециња. Не, да се смени системот на работа на затворот, да се направи како еден систем каде што оние кои што се казнети
прво, ние како граѓани ќе знаеме дека се таму и дека си ја ослужуваат казната. Второ, нема да имаат никакви привилегии без разлика дали е некој од поголем степен на, не знам, на граѓани или Сите од се поездот. еднакви пред Значи, сите законот, се таму во затвори и ќе се ослужуваат казната како што треба. И трето, ете, како една моја сугестија што јас би ја размислувам, да ја искористиме нивната работна сила. Значи, ако е веќе осуден во затвор, да оди на работа, дали ќе биде тоа во градежништво, дали ќе биде тоа на, не знам, Било кој сектор, некој сектор каде што тие без да си ја извршат задачата на тоа работно место нема да добијат обрук, пример. Сега. И сега, кога сите ќе знаеме дека секој што е направил, што има направено нешто е таму и дека не добива оброк додека не си изврши задачата, сите ќе пазиме малце повеќе на постапките, без разлика тоа дали е некаква кривишна работа, дали е тоа некоја, не знам, мито и корупција или било што, значи сите ќе пазиме малку повеќе на тоа. За да можеме и тоа да го некако контролираме, јас предлагам се повеќе и повеќе да се дигитализира целиот систем со камери, со убави софтверски решенија, каде што секој од нас ќе можеме да пријавуваме било каков проблем, каде што ќе се гледа на камера кој што има направено во секое време достапно 24/7 отвараш, гледаш Релевантен доказ, така. Е така и тоа веќе ќе сноси малце поголема одговорност кај секој од нас. Тоа не значи да се нарушува приватноста, туку конкретно за конкретен проблем да се ангажираат стручните, надлежните од тие што ќе пратат тие камери или било што, за ние да можеме тоа да го погледнеме и тоа е тоа. Одлично одговори во секој случај, се надевам дека ова некој ќе го слушате од вас и дека не само што ќе го слушате, туку ќе го примени. Така. Си го примени. Доста зборувавме за политика, време да се навратиме на темата за која верувам дека многу сакате да зборуваме, тоа е нашата најзабавна рубрика Сум, не сум. Сум бил барем еднаш пијан пред сопругата, односно пред девојката. Сум. Како изреагирале? Генерално јас имам толку многу пијанство, што не знам, само се смеам, само можам да трескам некои глупости. Зелени. Така да не би имал проблем никој со мене кога сум пијан. Не знам за никола. Јас имам многу пијанство, сите многу ги поштувам. Ето баш верувам. Да. Не, имам убаво пијанство. Те поштувам, брат. Така да некад знае многу да замарам филозофски, да речеме, и тоа мислам утре дента сваќам дека сум бил премногу досаден и ми иде у шифонјер да се затворам и клучот да го голтнам, ама веќе утре дента си нов човек. Сум имал однос пред 18 години. Да. Не. Значи, може ли сте говориме, видиш чест гостин во емисија, ми се допаѓа твојата искреност, вакво нешто, 3 години работам ова работа, немам виден ваков човек како тебе. И ќе ти честитам за твојата искреност. Ова те многу ми значи. Смеам ли да те прашам? Ќе бидам ли вулгарен, на колку години имаше прв пат однос? 19. Па добро. Ја мислам ќе кажа 28, добро. Ги утна, да, 19. Не, нема зошто да не ти одговорам искрено сега да се Не правам затоа што нешто владе его кај мажите баш тоа тема секогаш така, кажуваат не. на 14, на 15, на 16, а не на ти. Порано не зборам. На колку? Порано да не кажувам такви работи. На 12? Обид на 12 имаше, после 14. Така не. Како знам не кажувам. Што би правил да си директор на средно училиште каде што децата имаат поголема моќ од тебе? Интересно. Пример, некој треба Да повторува година и детето ти доаѓа и ти вика директоре, како кој те врти, сори, нема да понавljам. или па заслужува Единица не може, петка ќе ми. Добро, тоа е и реален пример, моментално. Стварно. Па да, како децата, нели, заедно со нивните родители и некој кога има поголема моќ, тоа кај нас се случува во образованието и едноставно си за да понавljаш, за да му оставиш единица на одредено дете, треба да се
прво испокараш со цел град, второ да се замериш со неговиот Со два родител града. или знаеш, ако е родителот некој малце помоќен може да направи поголеми проблеми. Трето, да се плашиш од самите деца доколку излезеш на улица да не ти направат нешто, пошто рековме ке нас правото не работи, полицијата нема те заштити, кој знае какви последици можеш да имаш, може едноставно, не знам, да ти ја запалат куќата или било што. И четврто, најголем проблем е кога ќе дојде збор од конкретно, ајде да кажеме, твој најблизок. Ете, да речем, неговиот родител се познава со, ајде ќе кажам брат ми, ќе му каже на брат ми така и така, замоли го брат ти, намо ја поправи единицата на тоа дете. Тоа е тоа Никола што го да, што. Ја можам да го одбијам, може неговиот родител, ама со брат ми нема да се скарам по ниедна цена, сеќаш. И едноставно се ставаш во ситуација дали да останеш должен на својата професија и она што го работиш, или да си го зачуваш односот со твојот најблизок и го избираш второто. Значи си изгуби почита кон хиерархијата во секој случај. Па да, затоа викам малце ќе треба тука повеќе и повеќе да ги инволвираме дигиталните системи за и оние кои што имаат моќ пред големата група народ, кога тоа ќе биде се транспарентно изложено, да не може да направат ништо без разлика кој се шо се. Ако нивното дете заслужува да повтара, ете, нека повтара и нека си ја одлежи казната за понатаму да биде подобар човек, што тие моментално тоа не го сваќаат, но во иднина се надевам дека ќе го сватат. Што би правил да си крава на ливада во Берово, а доаѓа тиктокер да те снима? Не гледам друго што би правил, освен Ќе ти кажам и зашто тебе ти го поставив баш ова како инфлуенсер. може би гледал да го нападнам. Зашто? Па така интересно видеото да му или да го бркам. Мислам дека поише гледања ќе му направи. Нешто интересно да се дешава. Дали мислиш дека денеска се преточи на невистина? Дали мислиш дека денеска луѓето се вреднуваат по лајкови, по прегледи? Па види, мислам дека и тоа ќе знаеш како, да речеме еве сега ги се запознавам јас, да речеме со нели пошто сум Ненад. многу ова, со ликови од јавната сцена кај нас, дали се инфлуенсери или слично. И реално, пример, сите сум ги гледал, нели, дали на Инстаграм, дали на телевизија, никогаш не сум носел мислење за човек кој ќе го видам на телевизор. Значи, или некој да ми каже, овој клошаре, слушаш, овој врска нема, као демеки ја треба да го мразам сега. Меѓутоа, гледам дека бев управа. Знаеш како, може некои ликови од јавната сцена изгледаат за обичниот, за публиката изгледа дека се препотентни или не знам што, меѓутоа кога ги запознавам сега во живо, сваќам дека се мислам одлични луѓе, успешни Дали луѓе. ја лобираш на мене? Тоа ти прв. Затоа гледам у тебе. И многу скромни луѓе и слично, така да никогаш не сум гледал да го мислам да имам мислење за човек според тоа како се појавува, бидејќи не е ни приближно од она што во живот. Сега нормално има и обратни ситуации, меѓутоа барем до сега не ме излажала мојата женска интуиција. Те одбил ли некој за соработка? Дали ме одбил за соработка? Па види, не сум побарал до сега соработка, мислам не сум побарав минатата година. Конкретно ништо не ништо дефинирано, чисто да оставиме за понатаму што, како, зашто. Со сите сум наишол на позитивен фидбек и ти викам ден денес кога ќе се сретнам со луѓето, стварно мислам и убави коментари добивам и гледам дека има простор за соработка, но оставам природно да се тече. Ништо нема да форсирам или слично, бидејќи мислам дека и некако не соработуваат луѓе меѓу себе, а треба поише да соработуваат. Дали владее некој его и слично, тоа допрва, да, суета тоа допрва го дознавам, пошто релативно сум нов и не можам да коментирам реално на тоа. Пред Ненад да ја кулминира ова вечер со одлична музика, би сакал да почнеме од Ненад. Планови за виднина?
И претходно мислам дека разговаравме со тебе, веќе креирам како Друга еден- емисија, тоа, да. Да, албум со своји авторски песни. Веќе креирав две авторски песни, на едната од нив дури и спот имам направено, но не го издадов баш од ситуацијата што се случи во Кочани. Сакав да го објавам баш тој период. Се случи тоа што се случи, во самиот спот кај мене, уште пред да се случи трагедијата, во самиот спот е сниман со пламен на самите оризови полиња во Кочани. Имаше пламен каде што ние го снимавме тој спот, така да добро е што не го извадив, ќе имаше уште по негативни коментари околу целото тоа. Али песната многу ми се свиѓа, така има некој поп-рок жар и напишана е уште 2011 година имам пишувано, мој текст, моја музика, ете со помош на Зонди со Јордан Манов, ете сега се приклучува и Роберт Билбилов, нешто да направиме заедно. Тие се да речам првите песни кои што се креирани, а сега конкретно креирам една песна која што испеав на концертот на Тамара Тоеска, која што е посветена за дечките кои што изгубија живот во таа трагедија. Исто и таа песна е пишувана одамна, но јас пронаоѓам момент сега за така да ја издадам песната, затоа што знаеме дека музиката е еден вид лек, дека музиката може да допре до фамилиите и така да си најдат некоја утеха и ете позитивна мисла. Така да сега моментално работам на таа песна, исто и на спот на песната, да ја објавиме така да биде еден како еден убав чин и дополнително сакам да ги снимам сите оние мои песни кои што се пишувани во изминатиот период, да си направам аранжман со спот со се. Ете може ќе се пријавам и на некои од фестивалите во Македонија така со моја авторска музика и така да со самото тоа да оставам како еден белег на македонската музика каде што ете ќе доваѓаат генерации каде што ќе се слушат тие песни, каде што секој од нив ќе се пронаоѓа во нив и ќе со тоа ќе имаме повеќе и настапи и повеќе луѓе на настапите, се што е можно подобро. Не може да се опише мојата почит која гаам кон тебе, така да навистина ти посакувам многу среќа. Знаеш дека тука сум за тебе во било кое време да ти помогнам. Никогаш животот не сум лажал ниту ласкал. Многу ми се допаѓа твојот став, твоето размислување буквално на секоја тема. И верувам дека ќе бидеш во една сезона многу чест гостин, затоа што си многу реален. До сега сум работел со многу наши мега популарни имиња, со реноме звезди, кои што след 40 години наша естрада, ваков човек како тебе стварно немам запознаено. Да не бевме јас и Нено, оваа емисија немаше да биде каква што е. Секако и Давид. Гледајте го почесто, бидејќи е една од ретките емисии кои се поинтересни кај нас. Ќе се сплотиме така што сплотете се така што пиде повеќе ракија заедно, нема подобро сплотување од тоа. Бидете искрени, реални, отворени, не бидете фейк, нема да зборам повеќе, оставам Нено со својата прекрасна музика да го заврши ова прекрасно дружење. Поздрав, дечки. Нешто од Тоши? Твој избор. Твој избор. Ама весело, гледај, весело. На Рузвелтова, знаеш таа? Абе, слушај сега ја почнам. Ајде, бе. Прости ми, што те навреди, за ништо веќе не би погрешил. Моите зборови, заборави ги, ко да не ни биле кажани. Снегови стојат меѓу нас, со вакнеш можеш се да растопиш. Дај не мачи ме, ајде прозбори, во нас верува студината.
Твоите бахне жина, моите бели кошули, цела ноќ ми будат спомени. Две недели разделени и осамени, зар некој може да не замени? Зар некој може да те замени?